Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Жители на населбата Колтук во Тетово излегува на протест поради долгогодишниот проблем со водоснабдувањето. Во Гостивар повтор пат протест против дигитализација на учебниците. Третооделенците од основните училишта Алирија и Гоце Делчев на заедничка активност во музеот на КПМ во Тетово. Жители на населбата Колтук во Тетово вчера попладне излегува на протест поради долгогодишниот проблем со водоснабдувањето. Од локалната самоуправа бараат конечно решение, но и поголема грижа за стариот дел на градот. Во спротивно ќе продолжат со блокирање на улици. Последниот дефект на водоводната мрежа кој неколку дена го остави без вода горниот дел на Тетово ја прели чашата за жителите на населбата Колтук. Револтирани бидејќи проблемот со водоснабдувањето се провлекува низ годините, вчера излегува на мирен протест. Велат дека иако редовно ги плаќаат сметките, тие многу често немаат вода за пиење и за задоволување на основните хигиенски потреби. Сега 3-4 дана, дан и ноќ една капка немамо. Ова е срамота. Со деца сме. Викате хигиена, каква хигиена? Сметке се плаќа редовно и плюс старите сметке смо ги платиле со години што немавме вода. Овде живееме свите, албанци, македонци, не е битно тоа. Битно е да имаме вода. Јас сум 70 години човек, Колтук никогаш немало вода. Никогаш. Да знаете ута, овие што прави да не мисли некогаш за ња ќе гласаме. Вршители нека не праќа и тужби, кај нас кој основа да платам. 3 деца син ми има, мркнеме од горна чарша, не е срамота на денесно време. Вчерашниот протест беше поддржан и од советничката група на ВМРО ДПМН. Дали господа од локалната власт, за вас е нормално да се полни вода со шишиња од цистерни, за да се задоволат основните човечки потреби. Свежа вода за пиење, за готвење и за бањање. Ние имаме само единствено прашање. Дали еднаш за секогаш ќе стекнат оправдувањата како што секнува водата и ќе се фатите за работа? Населението ги има следниве барања. Нова водоводна мрежа за стариот дел од градот, прередување на коцката, чистење и перење на улиците и атмосферската канализација, редовно дигање на сметот 2 пати неделно. Жителите на Колтук побараа средба со градоначалничката и конечно решавање на проблемот со водоснабдувањето, но и поголема грижа за стариот дел на градот. Во спротивно најавуваат дека ќе продолжат со протестите и со блокирање на улици во градот. Во Гостивар повтор пат се одржа протест против дигитализација на учебниците, организиран од граѓанската иницијатива "Учебници и настава мора да има". И во Тетово родителите излегува да изразат револт од најавените реформи во образованието. Во организација на граѓанската иницијатива "Учебници и настава мора да има", вчера попладне во Гостивар се одржа мирен протест против дигитализација на учебниците. Говорниците пред присутните подвлекоа дека Министерството за образование не ја објаснило новата концепција во јавноста и дека хартиените учебници мора да останат основно средство од кое учениците ќе учат. Во однос на дигитализацијата не направија дека сме со заостанати размислувања и додека Советот се стреми кон дигитализација, ние ја спречуваме. Голема срамота за кое што највисоките функционери на државата не направија дека ние се уште сме заостанати и не знаеме ништо од дигитализацијата. Погрешно не сватија. Ние не велиме дека нема да има дигитализација, но без отфрлање на хартиените учебници, кои ќе останат примарно средство за учењето на децата. Зошто? Ракописот е нешто што секој човек го вежба целиот живот и целиот живот го усовршува и никогаш не го усоврши. На протестот во Гостивар беа презентирани и анализи од стручни лица, психолог и офталмолог, за штетноста од прекумерното користење на електронските уреди врз психата, социјализацијата и здравието на очите кај децата. И во Тетово родители излегоа да изразат револт од најавените реформи во образованието, кои опфаќаат дигитализација на учебниците.
Јас имам две деца, тие сега у средна школа треба да видат и ќерка ми беше одлична, а кога почна со ова онлайн е катастрофа. И вика, мамо, јас не можам да учам онлайн. Никако не можам, ова не е како треба. И да не зборуваме учебниците да бидат онлайн, тоа е катастрофа. Не можам ниту да замислам, камоли да работат така деца. Па мислиме дека не е во ред, сепак учебниците треба да останат и учениците да имаат настава. Се што се брише без учебник не е добро за воспитување на идните генерации. Сепак книгата остава трага. Сме учили од книгите, мислам дека идните генерации треба да учат од книгата. Иницијативата Учебници и настава мора да има пара преку референдум да се одлучува за законските измени во образованието. Од Министерството за образование пак излегува со став дека е апсурдно на референдум да се блокира напредокот и дигитализацијата, со која, како што наведуваат, се осовременува образованието. Новиот закон ќе ги донесе европските практики во нашите училишта, а придобивките од него етапно ќе стануваат достапни за учениците од различни одделенија во следните 5 до 6 години. Во меѓувреме, до усвојување на законот, секој има можност да учествува во негово подобрување преку конструктивни сугестии и забелешки, нагласија од МОН. Третооделенците од основните училишта Илирија и Гоце Делчев на заедничка активност во музејот на КПМ во Тетово. Во дворот на музеот на Тетовскиот крај денес ученици од трето одделение од основните училишта Гоце Делчев и Илирија од Тетово заеднички слика, учеа и меѓусебно се дружеа. Активноста под наслов "Сликаме и за различни сликари дознаваме" е во рамки на проектот за интеркултурно образование на Нансен Диалог центар. Нашата цел беше, како одделенски наставници, да ги исплотиме малку дечињата од различни училишта и да научат нешто ново преку различни активности во кои се вклучени игри и различни практични активности. Акцентот на овие активности е ставен врз интеркултурноста, бидејќи таа представува еден важен елемент или сегмент од новата концепција за основно образование, кој што ќе се применува од следната учебна година. Учениците преку овие активности ги поттикнуваме да ги запознаат различностите и дека убавината е во почитувањето на разликите. Во состав на денешните активности, учениците се запознаа меѓу себе, учествуваа во игровни активности, како и слика, печатеа и редеа сложувалки. Оваа наша активност ќе биде поттик за да продолжи нашата меѓусебна соработка, како и поттик за соработка со нови училишта, преку кои што ќе ги промовираме интеркултурните елементи. Во денешната активност учествуваа 28 ученици и сите успешно и со задоволство ги завршија зададените задачи. Јас се викам Лана Наумовска и учам во основното училиште Илирија и сум трето одделение и денеска баравме сликичиња, се запознавме и се радувавме. Јас сум Кристина Стојчевска, учам во третото одделение и учам во школата Гоце Делчев, Тетово. Денеска ние бевме мали сликари и сликавме дрва со шишиња, со четки, со темпенни бои. Петар Засковски. Денеска боевме, баравме сликичиња и игравме. Јас се викам Јована Трпковска и учам во трето одделение во Тетово. Денеска се запознавме со многу други другарчиња и си игравме, си надувавме сликичиња и се радувавме. Денеска беше одржана 44-та седница на Советот на општина Тетово. Советниците дискутираа за повеќе точки од дневниот ред, вклучувајќи го и предлогот за измена и дополнување на буџетот на општина Тетово за оваа година. Ќе се чистат реките на подрачјето на општина Тетово. Ова се одлучи на 44-та седница на Советот на општина Тетово, која се одржа у Тринава.
На дневниот ред пред советниците се најдоа повеќе точки, меѓу кои предлог измената и дополнувањето на буџетот на општина Тетово за 2021 година. Издвоил и акциониот план за чистење на реки на подрачјето на општина Тетово за 2021 година. Значи, сите знаеме дека реките се чистат, но не во ова време, пошто има проток на води повеќе. Тоа веќе е во есента, кога веќе нема поток на вода. Истите, значи, ќе треба, тука е, значи, реката Пена, реката во Голема Речица, реката во Порој и другите реки што испаѓат под границите на општина Тетово. Советничката група од ВМРО ДПМН даде подршка до граѓаните од населбата Колтук, кои што вчера излегоа на протест поради недостигот на вода. Вчера имаше на горниот дел на Тетово, потоа што во населбата Колтук протест на граѓани, во кои ние бевме како советничка група на ВМРО ДПМН да им изразиме солидарност. Значи не може, ако има рестрикции за цело Тетово, горните крајеви, посебно Колтук, да нема 4 до 5 дена вода. Тоа во 21 век е срамота, не само за Тетово, и за државата. На денешната седница на Советот на општина Тетово беше изгласана и одлуката за доделување финансиска помош на неколку тетовци за културен допринес за градот Тетово. Да започневме со вакцинација во јануари или февруари ќе спасевме 1000 животи, истакна професор доктор Никола Пановски. Тој додава дека сега брзината на вакцинирање не е важна, бидејќи ситуацијата е мирна. Само вчера се вакцинирале вкупно 11.104 граѓани. 249 пациенти се лекуваат на инфективните оделенија и во болниците во Македонија во моментов, соопшти Министерството за здравство. Периодов се намалува бројката на ново заразени од коронавирусот, но се уште е висок бројот на починати лица. Со почетокот на имунизацијата, голем број експерти аргументираа дека вакцинацијата во земјава се одвива споро заради недостатокот на вакцини, но сега веќе брзината не е важна, истакна во гостување во телевизија Телма микробиологот професор доктор Никола Пановски. Тој додаде дека ситуацијата сега била мирна, а дека брзината била важна во јануари и февруари, кога, како што рече, ќе се спаселе околу 1000 животи. Не е битно, толку битно, дали ќе оди тоа брзо или нема да оди брзо, бидејќи состојбата е мирна. Битно беше во јануари, февруари да имаше. Да вакциниравме 200-300 луѓе, да спасевме 1000 животи, да спасевме 10.000 пост-ковид компликации, кога да се спречеше тоа ширење. Сега, нова бројка, ако вака остане како што очекуваме мирна, не е битно дали се 10 или 15.000 вакцини. Битно е да до септември се постигне тој колективен имунитет. Значи, побитно за мене е да има квалитетни вакцини и да се вакцинира што повеќе население. Значи, на кампања да до крајот на септември биде вакцинирано сите што сакат да се вакцинират и оние да ги натераме, што 18% што беа по анкети, што се премислуваат. Тие да ги вакцинираме, а по моја преценка тоа ќе бидат околу 1 милион луѓе. 400.000 ќе бидат овие под 18 години. Тоа би било максимум. До 1 септември се вакцинират, а негде до 1 октомври да имаат и целосен имунитет. Вчера вкупно се вакцинирале 11.104 граѓани. Бројот на лица кои изразиле желба за вакцинација преку веб платформата Вакцинација МК е 425.422 граѓани. Да започневме со вакцинација во јануари или февруари ќе спасевме 1000 животи, истакна професор доктор Никола Пановски. Тој додава дека сега брзината на вакцинирање не е важна, бидејќи ситуацијата е мирна. Само вчера се вакцинирале вкупно 11.104 граѓани. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 49 лица изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-гостиварското подрачје не се издадени нови решенија за изолација од Државен санитарен инспекторат, а контроли им биле извршени на 44 лица во Тетово и 18 во Гостивар и при тоа не биле констатирани непочитување на издадените решенија. Во периодот од 24 часот на 26
26 мај до 4 часот на 27 мај на подрачјето на СВР Тетово не се регистрирани прекршувања на владината одлука за целосна забрана за движење на граѓаните. Вчера во 23 часот и 30 минути на улица Живко Брајковски во Гостивар, полициски службеници од ПСЗ БПС Гостивар лишиле од слобода 24 годишник од Гостиварско Србиново и 23 годишник од Гостивар затоа што при преглед на возило со гостиварски регистарски ознаки била пронајдена и одземена марихуана. Тие биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера пак во 17 часот во СВР Тетово 26 годишничка од Тетово пријавила дека на 25 мај околу 18 часот во парк во Тетово била физички нападната од едно машко и едно женско лице. Сработи на целосно расчистување на случајот по што ќе следи соодветен поднесок. Вчера во 15 часот и 45 минути во полициската станица Гостивар 33 годишник од Гостивар вработен на наплатна станица Патарина Гостивар пријавил дека околу 15 часот и 20 минути додека бил на своето работно место 27 годишник од Скопска Арнакија кој бил совозач во патничко возило Пежо се обидел физички да го нападне. Според пријавеното возачот одбивал да плати патарина, а откако не бил пуштен без да плати излегол 27 годишникот и се обидел да го нападне 33 годишниот работник. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно расчистување на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Денеска во 7 часот врз основа на судска наредба полициски службеници привеле 53 годишник од Тетово за издржување затворска казна. Тој бил спроведен во казнено-поправната установа Затвор Тетово за издржување на казната. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.